здраво живо. Јас сум Димче. Верували не го кажувам 2 години. Значи на денешен ден, пред некаде околу 2 години, дали беше 15 ноември, дали 16, дали 17, меѓутоа тука некаде, јас се одлучив да го почнам мојот YouTube канал Сонцогор. Значи, денеска славам 2 години од постоење на YouTube каналот и мислам дека здраво живо, јас сум Димче, имам речено над, не знам, 1000 пати и некако ми влезе тоа во глава и некако стана предпознатлив знак за мене. И тоа е супер затоа што кога се поздравуваме со здраво живо, ние му посакуваме на човекот здравје и живот, за разлика, например, од англичаните, кога викаат tell all или оди во пекол и така натаму, ние сме го зачувале тој светол код во нашиот јазик. Меѓутоа, одма отидов ја на таа тема. Ова видео го снимам за да ви се заблагодарам на сите за моето 2 годишно постоење, затоа што ако вие не се претплаќате, ако вие не станувате членови, ако вие не ми давате позитивни коментари, јас нема да постојам. Значи нема да снимам за кој да снимам. Јас тоа што го шетам, јас го гледам. Јас ова што го снимам за вас. И се додека има интерес, јас ќе го правам тоа. Па така на овој ден славам 2 години Сонцогор. Мојата приказна за YouTube каналите почна малку порано. Имав YouTube канал кој што траеше неколку месеца, меѓутоа поради некои причини ми беше забранет, дали поради темите кои што ги вработувам, дали поради тоа што прекршив некои правила неколку пати на YouTube, не знам, меѓутоа тој канал ми го затворија и мене ми текне дека имам стар канал кој што ми стои така и се одлучив тој канал кој што беше Димче Ацков да го пренаменам во Сонцогор и да почнам да снимам видеа. Голема мотивација и поттик да продолжам да снимам секако беа некои јутубери од Македонија, некои јутубери од Србија, како Златно Дова, како Тодор Пештерски. Секако тука имав голема поддршка и мотив од Лазаров, мора него да го спомнам, затоа што он ми помогна да дојдам до првите 1000 претплатници, затоа што ви требаат 1000 претплатници за да можете да почнете да заработувате на YouTube, односно YouTube да ви плаќа. Сега таа заработувачка на YouTube не е голема, во мојот случај е минимална, затоа што мојот канал се уште расте и не е достигнат до тоа ниво како некои големи канали, како што е Златно Дова, како што е Лазаров, како што се многу други канали. Меѓутоа јас одам полека, но сигурно одам смело и мислам дека ќе достигнам и до таа бројка и дека ќе достигнам до поголема публика. Како во Македонија се надевам дека ќе достигнам до публика и надвор, затоа што тие места што јас ги снимам, што ги посетив во овие 2 години, се уникатни места, се прекрасни места и заслужува и светот да ги види. За таа тема, за моите места, за жал, некои од местата доживеа популарност од кога ги снимав, некои од местата не. Меѓутоа, јас со мојата промоција на нашите убави места сум задоволен. Како да кажам, јас сум човек што малку се задоволува, па така и од едно видео што го снимам, местото да успеам да го подигнам на некое повисоко ниво, за мене е успех. Така да, генерално, се на се сум задоволен од тоа како се развива мојот YouTube канал, планирам во иднина да посетам уште многу места, имам многу мотивација, имам многу идеи, знам за многу места и се надевам дека ќе имам услови, пред се финансии да ги посетам, затоа што мојот живот пред YouTube беше поедноставен и поевтин. Сега, од кога треба да патувам, да купувам опрема и така натаму, да јадам некаде надвор, животот е поскап и требаат повеќе финансии. И затоа сега главно јас зависам од тоа дали ќе продолжам да патувам и да снимам од финансиите и секако од вашата поддршка, а вие доколку сакате да помогнете во тоа, можете со некоја символична сума да станете членови на каналот YouTube Сонцогор и на тој начин да помогнете. Значи има можност да се претплатите и со некоја символична месечна сума имате опција за 100 денара, за 300 денара и за 1200 денара да станете членови на каналот и на тој начин директно да ме поддржите. Моментално имам 11.500 претплатници на мојот YouTube канал
и таа бројка континуирано си расте. Замислете сите тие да одлучат да ми дадат мала поддршка, колку ќе имам јас можности да истражувам, да снимам, да патувам и така натаму. Тоа е накратко мојата приказна. Ви благодарам на сите за поддршката, највеќе на моите членови, затоа што верувате без нив многу одамна јас ќе морав да прекинам. Затоа што кажав за овој YouTube свет, за да се бориш ти рамо до рамо со тие големи YouTube канали, ти е потреба опрема и се потребни средства. Ете така. Значи ви благодарам на поддршката на сите, ви праќам многу љубов, а сега да не давам со зборување, да ја покажам малку убавината на која што сум денеска, тоа е еден прекрасен водопад наречен Рипалка.